Справувањето со пандемијата го фрли во сенка лекувањето на другите болести за кој е потребен третман од примарното здравство. Конечно продолжување на мој термин кој беше стопиран поради коронавирус. Како понатаму? Памела Цилаков разговара со претседателката на Сдруженијето на приватни матични лекари Лили Дервишовска-Чолакова. Иако COVID-19 е се уште актуелна тема, сепак македонското здравство се соочува со пациенти кои што се болни и од други болести. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека наскоро ќе започне во функција мој термин. Како овој период, доктор, ќе функционира мој термин, како ги услужувате пациентите и од кога ќе започне мој термин? Оно кое што можам да го кажам од пракса е да во изминатиот период кога немаше термини секундарното здравство, цело време функционираме и ги услужуваме нашите пациенти со итен упат или упат за 7 дена. Така да им даваме, па понатака они да отидат во болницата, да контактираат, да видат, да прашаат и да можат да го уловат соодветниот доктор кој што им треба. Така да тоа беше начинот на кој што се функционираше, заради тоа што здравството и болните не можат да запрат со нивните проблеми и ние како матични мора да ги услужиме. Така да се трудевме колку можеме на секого да помогнеме и соодветно да го патиме таму каде што треба. Со какви патологии се занимава овој период примарното здравство, односно со кои состојби се соочуваат пациентите? Патологии имаме секакви во нашите амбуланти. Пациентите кои што се со хронични заболувања на простата, на тироидна жлезда, со малигнитети, пациенти кои што имаат проблеми акутни, како што се транзиторни исхемични атаки, пациенти кои што се за хируршки интервенции, значи можам да кажам најразлична патологија секојдневно е во нашите амбуланти, бидејќи сите матични доктори како ургентни центри функционираме. Дали некој добил хипертензивна криза, дали некој му се слошил, дали некој дехидрирал, така да патологијата е најразлична. Така да се трудиме да ги услужиме и покрај тоа што на телевизија цело време само за корона се зборува, жално е што пациентите имаат и други болести и тие болести не чекаат. Имаме пациенти кои што имаат огромни херни и тие херни можат да инкарцерираат во секое време. Пациенти кои што се за на диализа, се запушил катетер, фистула, така да и тие треба да се поправат. Сакам да кажам дека здравството мора да се отвори, секундарното здравство подитно да го послуша министерот и да ги постави своите термини за да може да бидат достапни за народот. Докторке, за на крај од вас еден апел и препорака кон сите пациенти како претседател на Сдруженијето на приватни лекари во Македонија, бидејќи овој период, освен што временските температури се навистина високи, имаме и променливо временска прогноза. Каков апел ќе дадете кон гледачите на македонската телевизија? Како професионалец би препорачала во овие променливи веќе температури кои што се случуваат, разликуите температурни од утрото до вечерта се големи, така да пациентите редовно да си ја користат својата хронична терапија. Пациентите кои што се со хипертензиви, лекови за покачен крвен притисок редовно да се примаат, соодветно да се облекуваат на температурата, кога се високи температури да не излегуваат, да се рехидрираат е многу важно, значи доволна количина на течности да се внесува, да се внимава многу ладни течности да не се внесуваат, поради тоа што иде до дисбаланс и пореметено варење на храната.